зборот празник, според некои истражувачи, значи ден празен од физичка работа, ден наменет за духовните потреби, значи за црковни потреби, за читање на книги, литература, за посета на роднини, пријатели и така натаму. Значи, тоа празникот го издигнува на едно повисоко ниво од секојдневието. Освен црковните, кои што се најмногу и се празнуваат со посебно внимание, со посебен однос, имаме и разни други празници, да речеме селски, општински празници, училишни празници и така натаму. Во христијанската наука, хеортологијата е наука за празниците и црковните празници таа ги дели на постојани и непостојани, или празници што се на ист датум што се случуваат и празници што го менуваат датумот. Во тие што го менуваат датумот се празниците поврзани со Великден, значи Великден и празниците поврзани со него, како што се Прочка, Тодорова сабота, па потоа имаме Педесетница или Духов ден, Спасов ден и така натаму. Значи, но има и празници што се на одреден датум секоја година, има и Господови празници, Богородичини, светителски и така натаму, разни празници. Значи, празникот е ден што се разликува од секојдневието. Ден празен од физичка работа, но ден посветен на духовните потреби на човекот. Може да се забележи дека многу од црковните празници имаат нецрковни елементи, што ги викаме пагански елементи. Значи, зборот пагански доаѓа од латинскиот збор pagus paganus, што значи село, и се однесува на оние обичаи, верувања, суеверија што најдолго се одржале во селото, затоа се викаат пагански. Кај црковните празници ќе видите многу пагански елементи, да речеме со бадник, но и другите, земете го да речеме Ѓурѓов ден, билките, верувањето во билките и така натаму, сето тоа е предхристијански обичаи и верувања. Земете го празникот Летник на 1 март по стариот календар што се празнува. Исто така се во врска со билките, со птиците преселници, се тоа верување и суеверија од предхристијанскиот период. Сега и тоа треба да се каже дека многу од овие предхристијански елементи нашле свое место во христијанството. Црквата успеала да ги христијанизира, да им стави свој печат, но многу останале и надвор од тоа, значи многу не успеала, па така и денес свештениците зборуваат за суеверие што не треба да се практикува, но тоа е наша традиционална култура. Тоа е карактеристика на нашиот бит, на нашиот менталитет и на нашиот идентитет. Христијанскиот календар е создаден со појавата на христијанството, со раѓањето на Исус Христос, особено по неговото погубување. Сега од стариот еврејски календар во христијанскиот календар имаме само 3 празници, тоа големи празници. Еден е Великден, кој што е продолжение на Пасха, староеврејскиот празник. Другиот е Педесетницата, која што е продолжение на еврејската Педесетница, денот кога Мојше ги добил плочите со законите од Господа. И третиот е Преполовение, празник што се празнува на половината помеѓу Великден и Духовден, значи на 25 дена. Тоа е празник на премудроста Божја. Се празнувал во предхристијанскиот период, го празнувале евреите како спомен на нивното излегување од Египетското царство, од Египетското робство, и додека патувале до ветената земја, до Израел, тие преспивале или преживувале во колиби, во сеници, како што го викат, и тоа бил празник на сениците. Евреите го празнувале дури во дворовите
ваделе шатори, ставале, колиби правеле и така натаму за цела недела да го празнуваат тој празник. Тој многу им значил. Тој е празник на премудроста Божја и треба да се знае дека и црквите што го носат името на мудроста Божја, Света Софија црквите, и Цариградската, и нашата Охридската и така натаму, не се на Светицата Софија, туку нивни храмов празник е премудроста Божја, преполовение. Сега народот тоа го вика Русасреда и има некои пагански елементи поврзани со тоа, некои предхристијански остатоци, но тоа не е причина сега да се напушта тој празник, напротив, треба да се афирмира повеќе. Во почетокот христијаните ги празнувале еврејските празници. Дури и самиот апостол Павле ги прекинувал мисиите во Македонија, во Европа и така натаму и се враќал во Израел да ги празнува старите еврејски празници. Меѓутоа, подоцна, истиот тој проповедал ослободување од еврејските празници и приврзаност кон христијанскиот календар. Потоа, како што се создавале или кога се упокојувале некои значајни личности или кога се случувале некои значајни настани во црквата, како што се вселенските собири и така натаму, црквата правела нов календар, го збогатувала тој календар. Најпрвен биле господовите празници, но подоцна се збогатувал со светителските и така натаму, и сега го имаме ние овај календар што го имаме денеска. Се разбира, збогатени со македонски светители и со ново прогласени светители, последниве години што се прогласи и така натаму. Значи имаме еден богат календар. Се смета дека во христијанството има околу 8.000 светители, кои што сите не се запишани тука, меѓутоа култот на некои не заживеал. На некои култот заживеал во одредени региони, да речеме на нашиве светители, култот тука заживеал, не заживеал некаде подалеку, но и од другите региони па не заживеал кајдаци. Така, тоа е еден долг процес од 2000 години, создавање на тој христијански календар кој што денеска го имаме ние. После летниот период, кога луѓето се оптоварени со полски работи, со други обврски, овој период на есента и зимата е погоден за тие домашни празнувања, за посета на роднини, пријатели и така натаму, за оддавање признание или благодарност кон светецов заштитник. И сега треба да се има предвид, кога зборуваме за овие божитните празници, василичарските и така натаму, дека и во предхристијанскиот период, декември месец и јануари биле критични периоди, поради зимата, поради разни други опасности, и дека имало празнувања во Римската империја, календи, сатурнали и така натаму, други, кои што биле одбрана, еден вид одбрана од негативните демони. Тој период од месец и повеќе сега е сведен на оние некрстени денови од Божик до Водици, кога се смета дека тие негативни демони се во движење, дека разни вештерки, караконџули и така натаму, тогаш го има тој период, се слободни и се во близина на човекот и кога се изведуваат разни магиски действија за заштита од нив. Раѓањето Господово се празнувало на Водици. На раѓањето, духовното раѓање или крштевањето му се придавало поголемо значење, затоа што во тие времења на робовладетелски држави, на раѓањето на човекот немало некоја вредност, се сметало дека се родил некој роб. Еден роб се родил, меѓутоа со духовното крштевање веќе со крштевањето се смета за духовно раѓање, значи човекот се раѓа тогаш. Сега, подоцна се појавила потреба да се празнува и денот на Христовото раѓање, затоа што луѓето не можеле во исто време да бидат и во Витлеем и на реката Јордан, каде што се празнувале тие два настани, и така црквата, барајќи датум или период каде ќе го стави
Господовото раѓање, нашла дека е најдобро на денот кога римјаните, кога населението во римската империја празнувало календите, празници во чест на раѓањето на новото сонце. Со тоа црквата добила и масовност во празнувањето, но и тие непристојни празнувања, исполнети со гладиаторски игри, со разврат, пијанство и така натаму, ги свела на пристојни христијански празнувања. Значи, овој период од годината и во предхристијанскиот период бил исполнет со активности, со разни празнувања и црквата нашла така еден мунасип да ги поврзе тие празнувања и да ги искористи и да им даде едно пристојно празнување. Кога се прави слава или служба, што ја викаме, имаме исти обредни предмети, се користат, значи и свеќата, и пченицата, и темјанот, и иконата, и маслото, и водата и така натаму, но да кажем и тоа дека сите тие пак имаат и предхристијанско значење, имале значење и во предхристијанскиот период и се употребувале. Само сега во христијанството добиле нова символика и ново значење. Нема многу песни за деновите за службата. Има некои песни за Света Петка, да речеме, за Свети Никола. Меѓутоа, тие се за ликовите, а не за празникот, за празнувањето. Најповеќе има, познато е за Бадник, Божик, Василица и Водици. Особено многу има за Водици песни и тие се некако најпрепознатливи и најкарактеристични македонски песни, бидејќи кај другите народи или ги нема толку или не се толку мотивски и уметнички издржани како нашите песни. Тие се разбира се разликуваат едни од други, коледарските од василичарските, па после од водичарските, секој си има своји карактеристики, своја содржина, своји бавени и така натаму. Sonce greit ne
коледарските песни, песните на бандник што се пеат, има неколку видови. Едни се песни што ги пеат децата, Коледа, леде и така натаму. Други имаме со црковна содржина песни што ги пееле возрастните, како што се она страна оган горит, ветер веј не го силит, роса роси не го гаси и така натаму. Тоа се песни за раѓањето на Исус. Специјални песни со развиена мелодија, за разлика од овие што ги пеат децата, што се песни со скандирање. Без развиена мелодија, со скандирање, со карактеристични извици на почетокот и на крајот, и што ги добиваат децата кога водат по коледе по куќите. Иако имаше обид тие да се прогласа за пагански, па да се забранат и така натаму, од еден професор на Богословскиот факултет, сепак тоа не е можно, затоа што тие песни обстојувале со години, тие се подостапни за децата отколку овие новокомпонирани со византиски мелос и со некоја друга содржина црковна, затоа што прво децата не можат да научат 7-8 строфи да ги пеат, друго за нив е неприфатливо или необјаснливо тоа од небото слезе во утробата влезе и така натаму. Меѓутоа, не е лошо тие да се учат, не е лошо тие да се стават и во учебниците по музика, да се афирмираат на различни начини или во црквата или преку медиумите, но да се забрануваат оние песнички што децата ги пеат од 3 години или од 5 години, навистина е безсмислено тоа. За бандник уште тоа да кажеме дека има еден вид еротски или вулгарни песни кои што се пеат покрај коледарските огнови. Такви песни се забележани повеќе Велешко и Тиквешијата, во тој регион. Имаме доста записи на такви песни. Тие се пееле покрај коледарскиот оган со прескокнување на оганот, со така натаму, со тие обредни дејствија. И тие песни се пеат само тогаш. Василичарските песни исто така имаме доста вулгарности во нив. Исто така имаме песни за помалите деца и за возрастните, но јас би сакал посебно да ги истакнам водичарските песни, кои што се навистина и по мотиви разновидни, и по содржина, и по мелодиска структура, затоа што овие песни го опеваат крштевањето Господово. Но тоа се песни со семејни содржини. Затоа водичарките кога оделе групи девојки или жени по куќите, пееле песна за секој член од семејството посебно. Значи тоа се наменски песни. На домаќинот му се пеела друга песна, на домаќинката друга, на младите невести друга, на ергените други, на малите деца и така натаму. За секој имало посебна песна. Навистина тоа е вистинско богатство. Уште лазарските песни можат со нив да се споредуваат, бидејќи некои дури се и исти песни, само што во лазарските се додава припевот тој Лазаре и се поврзани со воскресението на Лазарево. Но овие песни водичарските навистина се наше национално богатство. Откако се крстот врза, еве треднеем треноќе, сега сонце го греje.
Добро вечер, компанио. Добре дојдовте сите. На помош да е светион. Господа ја чуват компанија од лошо. Да дават напредие. Господа ја чуват гурбеджите од лошо. Војската. Мир да дават во цела земја и во сите земји. Да очуват Господ великето. Да му дават сила да расти. Ржите да растат до шлемина, ченките до греди, ченците до рамена, јачмењето до појаса. Годели чекаја порадосни повесели, со цела компанија. Пченките до гредете. Го предавам крстов. Да се јачиш до година. Да се не плашиш. Да се не плашиш. Никола. Ајде, да сме живи и здрави. Фала ви. Ајде напому да ви се чуе. Ченците до рамена. Фала, живи да сте здрави. Народната култура е всушност националниот идентитет на еден народ. Тоа е она што го разликува народот од другите народи. Црковниот аспект на празнувањето се исти. Литургиите или службите се исти кај сите христијански народи, кај сите православни. Меѓутоа, обичаите, верувањата, суеверијата и народните песни и народните ора и сите други форми на народната култура е она што го прави националниот идентитет.